Добро вечер, почитувани гледачи. 24 април, ново издание на дебатната 24 анализа. Власта објави дека ја договорила досега најголемата странска инвестиција, вредна повеќе од 200 милиони евра, со најава за илјадници нови вработувања. Дали оваа нова инвестиција е вовед во можеби нов инвестициски економски циклус во земјава или можеби е вовед и предвесник на некои предвремени парламентарни избори. Вечерва во студиото мои соговорници се представници на политички партии, на институции, на бизнисот. Одам со најавата. Јован Деспотовски, директор на Дирекцијата за слободни економски зони. Добро вечер. Добро вечер. Менди Кира, Комора на Северозападна Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Економистот Мајака Диевска од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. И Орце Симов, подпредседател Сојуз на стопански комори. Добро вечер и за вас. Малку поширок состав, во обид малку да добиеме и поцелосна слика за оваа тема што сакам да извлечам. Деспотовски, кога се вративте од Тајван? Во саботата сабајле. Да, и дали сметате дека сме постигнале некој успех со подпишување, ставање на подпис на тој договор? Апсолутно да, бидејќи станува збор за најголемата инвестиција Гринфилд од осамостојувањето на државата. Неспорно дека бенефитот за државата, за граѓаните ќе биде голем. Некои првични податоци кои што веќе ги споделивме со јавноста говорат дека барем 15 на милиони евра за почеток, зборам за првите 3 до 5 години, на годишно ниво би се очекувале како приходи во буџетот на државата. Споменавте и самите во најавата близу 4000 нови работни места. Дали е вовед во нов инвестициски циклус, јас ќе кажам само дека е успешно продолжување на она што го работиме поинтензивно во изминативе неколку години. Само ќе споменам дека 2,5 години веќе имаме некаде околу 850 милиони евра склучени договори. Делумно се должи на тоа што постојните корисници влегува веќе во еден сериозен нов инвестициски циклус и технолошко напредување. Меѓутоа имаме и дел нови клиенти целосно, кои што е вклучително и таванската компанија Гео, кои што дадоа доверба на нашата држава од конкуренција, конкретно случај на неколку земји од поблискиот регион како Србија и Хрватска, да сепак капацитетите ги лоцираат тука. Може ли околу тајмингот само кратко? Ајде. Кога се очекува првиот старт, на пример? Компанијата веќе во рамки на својата догрупација има купено еден наш корисник, кој што е веќе во фаза на развој, така што можеме сметаме дека веќе инвестицијата е во фаза на реализација. Да, но велиме ова е нова Гринфилд инвестиција, тие беа со преземање на друга странска компанија. Во самата структура има неколку бренда самата компанија, кои што дел од тие ги посетивме при нашиот престој на Тајван, така што веќе во наредните неколку месеци можеме очекуваме дека ќе имаме конкретни активности ако ме прашувате на терен. Да, за конкретни прашав. Борет, ајде, веројатно во оваа дебата ќе се наметне прашањето што би требало ја новинарски да го поставам, но ќе отстапам простор на бизнисмените домашни, под кои услови, што им дадовме толку, зашто станавме атрактивни, сето тоа се легитимни прашања во услови нели кога и домашниот сектор можеби сака да излезе на таа инвестициска сцена. Кира, добре дојдени се овие странски инвестиции? Сигурно дека нашата држава има потреби за инвестиции, странски инвестиции, но какви ќе се тие договори кои ќе влегува странските инвестиции? Ние како комора, значи имаме еден преглед тука дека нашата држава во 2019 имаше многу ниски странски инвестиции, околу 398 милиони евра, па потоа падна на 200.000, па 2021 470 милиони и 2022 за среќа 753 милиони евра, што се добре дојдени. Меѓутоа, не секогаш тие странските инвестиции се добре дојдени, зашто ние ги имаме тука и негативната страна, значи дел од профитот од тие компании веќе го враќаат назад во нивните држави. Овие компании, значи за овие 2 години, значи секоја година враќаат од профитот од Република Северна Македонија околу 200 милиони назад.
имајќи во предвид дека тие компании се привилегирани и во одредени мерки тие значи имаат можност полесно од нашите државни компании да влегуваат во пазарот. Се согласуваме дека тие компании што не можеме ние да ги дејности кои не можеме да ги вршиме, да влегуваат како такви и да оперираат во нашата држава, меѓутоа со одредени услови кои стварно требат и нашите компании да се вклучат во тие компании за да имат дебатираме, зборот привилегирани. Да. Зошто и по кој основ? Да остапиме простор во првиот круг. Кадиевска, не, јас слушнав опозицијата со критика за оваа инвестиција, веројатно постои нешто што, нели, треба да го истакнеме и Па точно. кажеме. Точно. Ја поздравувам инвестицијата ви и ово, што мислам беше таму и што ја склучи инвестицијата, тоа е многу убава информација. Впрочем, ние и како партија во минатото докажавме дека знаеме да водиме кампања за странски директни инвестиции, меѓутоа и се радувам што конечно и оваа влада од една влада која што фрлеше камења по странските инвеститори, започна да го гледа бенефитот. Се слагам дека ни требаат во економијата и јас како поранешен вице-гувернер задолжен за курсот, многу малку се збори за бенефитот кој што го носат во целиот овој период, а тоа е стабилизација на девизниот курс. Значи, најголемиот според мене бенефит да се е вработувањето, расположливиот доход, интеграцијата со домашните фирми, која што ниедна влада не ја успеа, ниту оваа, ниту претходната. И тука е недостатокот голем. Значи, домашниот сектор не се интегрира во тој ланец на странскиве инвеститори, меѓутоа она што е најбитно е стабилизација на курс. Ако се гледа една подолга серија, значи они се нето девизни, носат нето девизен прилив, се збориме оно што останува тука. И се согласувам, јас ги имам податоците од секаков аспект на странски директни, впрочем и ги проектирав едно време. Последниве 3 години имате право, нема реинвестирана добивка, тоа значи дека профитот овие што ја остваруваат во земјава нормално го изнесуваат, па затоа и се сите компании на пазарот за профити, еден дел го враќаат кај матиците, меѓутоа ова екстра бројка што имаме и се радувам дека имаме во 2022 од 754 во државата или на нето 670 милиони евра, само да знаете дека во 65% е од меѓукомпаниско заложување. Што значи тоа? Значи не е сопственички капитал, не е реинвестирана добивка, него е меѓукомпаниско, кое што како бројка од искуство може би оваа година да се анулира. Тоа значи дека земаат одреден долг што се книжи во странски директни инвестиции, меѓутоа наредна година може и да се анулира, да го вратат. Сепак без разлика на се, за поздравување се напорите и на Јово директорот и на владата и затоа не се буниме, мислам нема што да коментираме за добри вести. Симов? Добро е тоа што се носат странски инвестиции, за честитки е тоа и новата странска инвестиција што прифатила да инвестира во Македонија, но ние треба да видиме и што е направено за македонските инвеститори, за македонските компании. Странските инвестиции во Македонија почетоци почнуваат од 2000 година, навака им се интензивираат посебно од 2007 година, навамо и ние речиси 25 години се бавиме со тоа прашање на привлекување на странски инвестиции. И што сме направиле до сега? Имаме околу 15.000 вработени во странските инвестиции, а е вложен огромен напор за тоа. Разноразни посети во разни земји, многу компании, огромен број на поволности и така натаму, а вкупната бројка на вработени е 15.000, наспроти 550.000 вработени кај домашните компании. 25 години, речиси четврт век потрошивме во тоа, за македонските инвеститори во меѓувреме не обрнавме никакво внимание и ефектот што сме го добиле е 15.000 вработени или годишно се инвестираат од странските инвестиции некаде 3 до 4% од бруто домашниот производ. Македонските компании инвестираат многу повеќе од тоа, а немаат никакви поволности. Ниту добиваат поволности да некој им даде финансиски средства да изградат згради, да им овозможи инфраструктура, струја, вода, канализација, да бидат ослободени од
данок на добивка, да бидат ослободени од персонални даноци, ги плаќаат сите давачки, функционираат во малце неравноправни услови, а вработуваат далеку повеќе луѓе од странските инвестиции. Добро е тоа што има агенција за странски инвестиции што се привлекуваат, меѓутоа треба да има и таква агенција што се грижи за македонскиот бизнис. Каде е грижата за македонскиот бизнис? Еве, например, ние последните 20 години, ако ги земеме да видиме што се случило со македонските компании. Например, ние имавме компанија Гранит што градеше во цел свет, градеше во Ирак, во Либија, во поново време после 2000 година, автопат во Хрватска, во Бугарија, во Албанија. Сега не е во можност да работи ни во Македонија, не само што не може да добие работа во странство. А Дора инженеринг имаше 550 вработени, сега ги намали на 25 вработени. И многу други македонски инвеститори и компании Да, но имаат треба големи... да видиме причините, ве споменувам имиња на фирми, но тоа се поголеми, нели, компании од поголем калибар, што абсорбираат голем број на вработени. Токму тука сме да видиме причините, дали навистина се води таква, еве да наречеме дискриминаторска политика. Кира беше малку подипломат, па рече повеќе се привилегирани, и вие велите дека има неравноправен однос на власта кон Со самото тоа што на некои компании се ослободени од данок на добивка, се ослободени од персонален данок на вработени. Некои им се помага да изградат згради, капацитети, им се доделуваат парцели. И многу други ред права. Да, Кадиевска може и Деспотовски сака да искоментира. Да, вака, значи се согласувам во дел со коментарите на домашните бизнисмени и мислам дека да, помалку е направено за домашните компании кои што вработуваат поголем дел од населението и некако во последниот период како и да уопште не се помогнати, напротив се утепани. Поентата ми е да потсетам на едно време кога се воведе рамниот данок. Значи ние имавме 15% данок на добивка, тој се сведе на 12 во 2007, на 10 во 2008. Во 2008 се ослободи даночна мерка, фискална мерка на таа влада, тогашна. Беше првин се ослободи, значи, добивката од оданочување, па потоа она реинвестирана. Да потсетам дека оваа влада сакаше да го врати тоа, па и со наши дебати, и со наше залагање не го врати тоа. Остана, значи, на делот на реинвестирана добивка да биде ослободен делот, оние домашни фирми кои влегуваат во инвестиции, и персоналецот, значи и придонесите. Значи персоналецот, ако не имаме бруто принцип на плата, де факто е нето плата, така да компаниите го плаќаат нормално, нели, бруто за населението 10%, исто така намалувањето на прогресивното оданочување и воведување на еден флет рамен данок. Не влеговме во детали, сака малку крупната слика да доловиме. Еве Деспотовски, слушам дека сепак има забелешки. Само апсолутно е, забелешките се на место, овие сме ги дискутирале работи. Меѓу другото, заради тоа што го препознаваме тоа како ситуација, привилегираниот тежок спор, да се разбереме, не би го користел толку многу. Со Законот за финансиска поддршка на инвестиции кој што е донесен од 2018 година, третманот од аспект на државна поддршка на домашните на странските е поприлично изедначен веќе. Ке потсетам исто така дека минатата година од аспект на исплати од буџетот, по основ на Закон за финансиска поддршка, Закон за ТИРЗ и така натаму не е важно, меѓутоа генерално државната поддршка исплатата имате 55% од средствата се отидени кај домашни, 45% кај странски. Тоа значи дека домашните компании, кои што како број на договори по обем се многу повеќе од странските, добиле минатата година многу повеќе средства од колку странските. И тоа е факт. Не го намалува вашиот впечатокот кај домашниот сектор дека во изминатиот период, небитно ВМРО СДСМ, така е, во изминатите 10 или 12 години фокусот бил стан. И јас би кажал делумно и оправдан, затоа што ако пред 10 или 12 години државата се соочувала со ситуација каде што стапката на вработеност била таква како што била, значи 23-4-5%, мајка не коригира, или 30 уште полошо, проценката моја предпоставка на тогашната влада било дека треба да се привлечат големи капацитети кои што во релативно кратко време ќе треба да се соочат со тој предизвик. Проценката било дека домашниот сектор нема капацитет, нема можност финансиска, тоа брзо да го реши. Она што сега да кажеме ние го правиме. Ако тоа било ситуација пред 10 години, велиме во ред, веќе не е горливо прашање стапката на вработеност, ајде да додиме чекор понапред да направиме нов квалитет. Од аспект на квалитетот само ќе
подсетам исто така, значи повторно кажам, не спорам дека домашните компании заслужуваат третмани, треба да добијат третмани, заради тоа имаме сет на мерки кои што веќе ги спроведуваме, али ќе зборуваме за тоа. Учеството на странските компании во националниот извоз е близу 50%. Ако се 16.500 вработени, така тоа е 3 или 4% од вкупната, да кажеме, работна сила, односно вкупниот број на вработени лица, една половина од националниот извоз, скоро 46%, отпаѓа на компаниите кои се клиенти на зоните, па там речено има странски компании што не се наши клиенти. Тоа е број 2, еве ексклузивно нешто за емисија од податоците од годишните сметки кои што само што ги собравме. Значи минатата година од државниот буџет по основ на придонеси од плати и данок на добивка од компаниите кои се клиенти на ТИРС влегле близу 55 милиони евра. Точно си ја повлекле добивката, си ги повлекле средствата што кажуваме е легитимно за компанија, влегува за добивка нормално. Меѓутоа во државата останале 55 милиони евра. Ако имате од предвид дека од нашиот буџет минатата година се исплатени 12 милиони евра државна поддршка, значи соодносот кој што ние го проценивме дека е 4:1 се годи 4, значи на секој евро што сме го платиле државна помош, во буџетот влегле 4,5 евра. Добро, ова е сосема поинаку од она што Не. Јас повторно ќе кажам, овие се само работи кои што треба да ги знаеме за да имаме странски инвестиции. Од бројките што ги гледаме, од бројките. Ајде да дадам простор на Кира, да. Привилегирани, значи мислам на компании што се стварно привилегирани. Истите компании добиваат околу 25 милиони евра помош. Купниот обем на помош минатата година бил 25 милиони, во кои што се влезени си домашни предмети. И ние, значи, и како комора ги поддржуваме странските инвестиции во тој дел каде што нашите компании не имаат капацитет да ги реализираат тие проекти, како што е со Бехтел, МК, што мислиме дека треба да се друг тип на инвестиција, не, сакам да се поврзувам со тоа. Ние не ги поддржуваме, пример, во високата градба, во Македонија, се доста компании кои се привилегирани и иде тука со отворени со раце, значи, и во текот на времето, значи со документацијата да земат одобрение што побрзо, што не се случува кај компаниите што се домашните. Значи една компанија кај нас 1-2 години не може да добие одобрение за градба. А во Македонија ако нешто знае да се гради и да се инвестира, тоа е високата градба. А во високата градба има компании странски кои влегуваат многу силни и многу дел од колачот, значи што требат нашите компании да го изработат, не може да го изработат. Значи зашто тие имат и значи во документацијата се помагат, исто така имат и други привилегии што за нас значи не е норма. Затоа реков привилегирани. Значи во Македонија, значи, високата градба е еден од најважните дејности што може да придонесе не само 50 милиони, повеќе милиони евра профит во државата ако се третираат на ист начин. Ние не сме да слободниот пазар да не делува. Меѓутоа, сакаме како компании да сме привилегирани, мислам да сме равноправни и да нема некоја компанија привилегирана, а другата да не... Добро, Симов сакаше во овој дел да прокоментира. Во овој дел што кажа и господин Јован Деспотовски дека 45% од помошта ја добиле странските компании, а 55% македонските компании. Еве вака тоа прилично изедначено звучи. Меѓутоа ако земеме предвид дека странските компании вработуваат 15.000 луѓе, а македонските 550.000 луѓе, тоа е над 30 пати разлика. Значи еве да земеме дека и 30 пати, испаѓа дека странските компании добиле повработен 30 пати поголема помош од македонските компании. 550.000 луѓе вработуваат македонските, добиле скоро половина, овие вработуваат 15.000, оние земале другата половина. Треба да се во однос на Не, треба да се дискутира. Не би сакал на вистина, не би сакал да се сведе на дебата домашни versus транс. Мислам, јас секако немам намера да бидам адвокат на странските компании. Мора да се направи. Меѓутоа мораме да имаме предвид следно. Значи концептот на финансиска поддршка на инвестициите
подразбира дека треба да се вложува. Значи, државната поддршка не подразбира дека од вреќата парички земаме сега и даваме на сите помалце за да ги помогне. Затоа е несреќен израз државна помош, не е тоа помош. Вие финансиски учествувате во реализација на одредени инвестиции. И сега ќе ги кажам уште една работа. На крајот на го најавивме тоа веќе, ќе го потврдам уште еднаш, на крајот на месец мај ќе објавиме првата голема инвестиција од голема домашна компанија која што ќе стане клиент на зоните, ќе ги ужива истите привилегии. И ќе имате можност не од мене, од самата компанија да ви презентира какво било искуството и кои им се мотивите зашто влегуваат и каков пакет добиваат поддршка. И со тоа најавуваме влез сериозен на домашни, средни и големи компании во тој концепт на користење на можностите и привилегиите во рамки на што го викате вие привилегии во рамки на самите зони. Меѓутоа пак ќе кажам, значи она што е многу важно. Ако вложуваме, добиваме поддршка. Ако не вложуваме и само обставуваме на пазарот, не може да добиваме поддршка. Мислам, таква е поставеноста на законот. Законот и добра е поставеноста. Не се крием позади закон па да кажам таков е законот и морам да го почитувам. Не. Него е добра поставеност затоа што тоа гарантира раст. Затоа што не може да седиме и да кажеме ние чекаме државата да ни помогне. Не, влегуваме во инвестициски циклус, како што влегле 550 домашни компании во изминативе 4 или 5 години и државата рекла во ред, вложувате 100, повелете 20, 30, 50, не е важно. Зависно од мерка. Треба да овозможиме рамка и македонските компании да можат да инвестираат и да вложуваат. Доколку македонска компанија сака да прави нешто од некој мал град од Македонија, Делчево, Пехчево, Берово, Дебар и така натаму, тие треба да имаат можност да инвестираат. Финансиските суми, средства, бруто домашниот производ во државата е рамки на 5-6 $5,000 по жител годишно, не е 50-60 илјади колку што има во развиените земји. Значи македонските компании имаат капацитет да вложат 200-300 илјади евра, не може да вложи повеќе. Ке се изненадите дека имаат некои повеќе да вложат. Па сигурно има некои повеќе, меѓутоа ние зборуваме за нешто што за нешто што е просек, не за нешто што е екстрем, затоа што во странство па некој вложува и милиарди. На пример Intel вложува сега во фабрика кај Магдебург за производство на чипови 20 милиарди. Значи зборуваме за нешто што е просек, не за нешто што е екстремно. Ние треба да овозможиме на секоја македонска компанија да се најде рамка, секој што сака да направи нешто, да му биде тоа овозможено, да онда може да дојде до парцела за градење, да или локалната самоуправа или централната власт, да му овозможи инфраструктура, да има вода, да има канализација, да има струја, да ја треба да не се овозможени елементарни. Значи меѓутоа тука например, некој ако сака да гради негде, он ќе и да најде некоја парцела кај што сака да гради, таа најверојатно со најголем процент може да се тврди дека е некое земјоделско земјиште, па таа е некоја категорија, па онда ја претвори од земјоделство во градежно неизградено. Тоа се процедури што траат со години. И он веќе го губи интересот за инвестиција, додека таа трансформација настане, па на него никој нема да му направи инфраструктура, општината нема да го вложи тоа. Значи не можам повеќе да се сложам со ова што го зборува, извинете президентот. Да. Значи сосема сте во право. Значи ова ние го зборуваме веќе, ја лично го зборувам во емисија 2 години. Значи сосема сте во право. Значи ја разбирам, апсолутно разбирам дека не е финансиската, не се парите во прашање, така е. Значи ние бевме меѓу првите состаноци што има беше да направиме, дозволете. Меѓу првите состаноци што ги има беше во Стопанската комора. Пред група бизнисмени тргнавме, презентираме финансиски, значи не ги интересираш. Првото прашање беше земја, второто прашање беше детални планови, третото прашање беше одобрение за градба, инфраструктура и така натаму. Јасно е. Значи имаме ситуација со зона Безбегово, не е зона, се вика зона, ја го користам како пример. Каде што имате еден куп компании што генерираат 300-400 милиона годишен приход, извоз, немаат канализација, така. Мотивирани од тоа, направивме измени во законот за индустријски зони што е во владина процедура, кој што овозможува, меѓу другото. Онаму каде што општините покажуваат слабост, тоа е ова вие што го зборувате. Да влезе државата, дирекцијата со капацитетот што го има и со процедурите кои што стојат на располагање. Да помогне тоа да се реализира. И сега го, значи веќе во веден, значи законското решение предвидува. Ние треба да имаме таква агенција што ќе ги решава проблемите на домашните инвеститори. Агенцијата имате веќе. Доколку сега некоја странска се јави, на неја се решаваат сите проблеми. Само момент. Агенцијата веќе имате. Имаме ново законско решение во кое што таа агенција за странски инвестиции, дирекцијава што е предводам,
се спојуваат во една агенција за инвестиции која што ќе биде еднакво достапна за домашни, значи нема веќе домашни странски. Исти се сите. Деспотовски муабитот едноставен е што го прават бизнисмените, сосема не во ред. само Јас со вас овде, значи нема ни надвор од студиово. нема Ако се дискусија, работи за сосема во странски ред. капитал, веднаш ќе се најде решение. Не е така, и за не е парцела, така, и за инфраструктура, не е така. и за поддршка и сите тие работи. Таков е печатокот, меѓутоа не е така. Визбегова значи е наш капитал, Така е. меѓутоа нема инфраструктура. Тие плаќат и комунални, и инвестиција, имат околу 4,5% од бруто домашниот производ. 300 милиони имат годишен извоз, И така И, е. Ова и агонија 5000 да наречеме вработени инфраструктура. од Тоа е тука 75 се години. барат, од нашата комора веќе години на назад се барат, дај да се најде решение, ба минималните услови да се усогласат за со инфраструктура или И бидејќи не може да се реши со уште локална немат самоуправа, ние ќе го канализација, преземеме, значи, ќе го решиме а проблемот. каде има ти да плаќаш комунали, а тие комунали се плаќа за таа Така. инфраструктура и ти сега немаш инфраструктура во тој обем, во толку објекти таму, значи тука е Да, проблема. ова е Значи, веќе и- ако ќе се жалиш кај централната власт, тие ќе велат градоначалниците се независни, тие кај нив треба да се обратите, значи топката се префрлува од една страна од другата. Тука треба ние да најме заеднички јазик да ги решиме овие проблеми. Ние значи има 10 години што бараме за Визбегово, значи овој проблем да се реши, меѓу не ние како комора, како комора тоа што веќе 25 години 25 проблем. има. А ние информираме да. 20 години како медиуми. И сега уште нема некој озбилен пристап за да се реши овој проблем. Значи тука велиме ние да се види. Ние имаме проблеми што рече и градежните парцели. Имаме градежни парцели што се урбанизирани и поништени. Значи тоа е уште полошо. Значи инвеститорот, компанијата инвестира милиони евра, купува градежна парцела, иде некој градоначалник и ќе го поништи планот и што? Нема сигурност. Ние прво бараме сигурност, па после помош, па после реализација. Да. Значи сите овие работи треба заедно да ги решиме. Не само реков да не повторам дека се согласуваме дека требат и странските, меѓутоа треба да видиме да ги исцрпиме сите наши можности овде во државата, па тогаш да се Јасно. да се Да, каде определиме е, за натаму. Повелете. Да, вака ги сослушав сите, се слагам со домашниот приватен сектор, значи треба стратегија и треба заеднички без разлика кој е на власт да има стратегија, значи да интегрира централна, локална власт и останато све. Меѓутоа, она што го напомена Деспотовски, дека имаат фонд за инвестиции за помагање на домашните инвестиции, само една бројка, мислам веројатно е запознаен на Деспотовски, Државниот завод за ревизија најде големи злоупотреби на фондот. Значи не знам дали од времето ТИРС на кој фонд 20 милиони, 16 милиони евра воопшто не биле ни и од инвестиција во текот на 20-та година. Значи не е само домашни и странски, него и домашни, кои домашни компании добиваат, пошто бевме сведоци пред известно време дека една од големиве тековни партии што ни ја води државата отвори во Тетово, нели, огромна инвестиција 130 милиони, како што беше најавена, па да видиме дали ќе ја реализира. Значи не е само и домашни странски, него кои домашни фирми се фаворизираат. Значи и тука е голем проблемот и каде идат тие државни пари, буџетски средства, за кои што здравје Боже ќе има ревизија дали било за милиардата на Заев или за 760 милиони сега на Ковачевски, што не се, унаводници се само пиар е тоа, ќе видиме. Значи, се слагам, приватниот сектор, се слагам домашниот, кажав. Значи, ВМРО имала конкретни даночни мерки, имала мерки за бизнис околина, заради тоа што имавме бизнис гилјотина, ако памтите, тоа беше реформа на подпредседателот на владата и на владата на ВМРО, и бевме добро рангирани за Doing Business List. Што е изгубено попат во последните години, тоа треба да се ревидира. Меѓутоа дека значи го зајакнавме системот, збориме и за регистрација на фирми, отварање на фирми и сите останати оние бизнис работи кои што ја креираат бизнис околината, затоа имавме и признание, а и бизнис секторот знае како беше во тоа време. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи се согласувам со сите овие забелешки дека
и локалните власти заедно со централната власт, пошто ние ги затекнавме општините што ги имаме со долгови. 65 милиони евра долгови се и тие е стабилизиране. Предходните ги Точно. наследија со исто така милионски долгови. Точно, и затоа централниот буџет пристапи, ги Имаше санација, имаше санација, на сега пари, нема да, санација, да. на Затоа сакам да кажам, значи централна влада и локална власт треба да работат заедно без разлика која влада е државата, заради тука што седат луѓето, господата, за бизнес се, да, точно. Симов, во овој круг уште сакам да прокоментирам, се концентриравме еве на одредени сектори, високо градба, градежни парцели. Јас сваќам дека практично ние зборуваме за повеќе корпуси на проблеми, дали ги прави неравноправни или равноправни домашните фирми во однос на странските. Едно е бирократијата, пристапот, правната сигурност на домашната легислатива, но друго е оној корпус на даночни бенефиции, што еве им се дават и им се овозможуваат на странските компании, за да најдат атрактивно тло за инвестиција. Даночната политика, актуелна зборувам, кон домашните фирми, обезбедува комоција за еве инвестицијски циклус на домашниот бизнис. Го спомнавме, оданочување, пролонгирање на оданочување на добивка, како една од мерките за стимулација. Даночната политика, рамниот данок е добра мерка, релативно добро. Имаме меѓу пониските даноци на добивка од 10%, тоа е добро. Придонесите од плати не се така ниски. Плаќаме можда меѓу поголемите придонеси од плати во регионот, некаде околу 53% е придонес од бруто платата, меѓу повисоките е во регионот, тука може нешто да се направи. Персоналниот данок не треба да се зголемува од 10%, затоа што ќе станеме неатрактивни и неконкурентни. Сите останати земји во околината, Бугарија, Србија, Албанија, Косово и така натаму имаат персонален данок од 10% и рамен, непрогресивен, така што треба да остане на тоа. Данокот за солидарност, што е во најава? Данокот за солидарност, тоа ги опфаќа поголемите фирми кои што направиле одредени добивки. Ние како Стопанска комора имаме кај нас членки кои што се ги фаќа тој данок за солидарен данок да ја платат таа добивка, они се незадоволни од тоа. Ние како Стопанска комора не можеме да се согласиме со зголемување на даноците. Треба да се прво во Македонија има многу голема процент на сива економија и црна економија. Многу луѓе работат без фирми, без ништо, не плаќаат никакви даноци. Обемот на таа економија е прилично голем, некаде на кај 25%. Значи 2,5 милиарди евра имаме економија која што воопшто не е оданочена. Луѓе што немаат никакви компании, што не плаќаат никакви даноци, никакви придонеси, работат, и ние прво треба да работиме, државните институции треба да работат кон тоа да ја сузбијат таа сива економија, затоа што таа е нелојална конкуренција на легалните компании. Кон тие што се не плаќачи на даноци, а не кон тие што се плаќачи на даноци. Добро, Кадиевска, околу даночната политика. Јас кажав, веќе ми потврдија од бизнес секторот дека добра била даночната реформа 6-7 година и добро што се изборивме со Министерството за финансии да не се воведе, да не се прекине ослободувањето на реинвестирањата, пошто бевме гласни како партија и тука мислам одлично и што имаше кооперација од страна на министерот. Меѓутоа околу данокот за солидарност, исто зашто сме против и зашто не го поддржуваме како концепт, треба да акумулира 80 милиони евра дополнително, од прилика таа беше оценката. Мене прашањето ми е зашто ќе се потрошат парите. Значи ние, пошто ја го знам у детали буџетот и отворени финансии, сега ќе ви прочитам еден податок. Ако прашате од владата за ковид мерки, уште ги нарекуваат у буџет така, или за антикризни мерки. Сега ќе ви прочитам што е во 22 книжано на ковид мерки. Агенција за примена на јазикот, значи, вкупно има потрошено 285.000 денари или 4.700 евра од прилика за стара куќа угостителски услуги. Кажете за ова да ги собереме 80 милиони од компаниите? Или да не потенцирам на Future Energy Trade EDN се платени сметки за струја во месеци кога немаше никакви мерки за другите компании.
не наведувам за кој. Добро, ова се информации ова се отворени финанси. финанси. Бидејќи споменуваме Ја не цитирам, сега тоа. тука бизнес секторот се буни дека нема, еве ги парите. Значи поентата ќе дојдат парите од буџетот од истите нив. Зашто се трошат? Зашто тоа ми? Нека соберат 80 милиони евра, ама нека се потрошат таму кај што треба да завршат. Значи, јово да има повеќе пари у агенција да даде за домашни компании, вистински да се развие дозволи што и да е да се потигне приватен сектор. А не ние збориме денеска за 760 милиони евра државна помош, да не ви ги читам мерките, мислам, тоа е вон разум да се каже таа бројка, зашто 160.000 поврат на ДДВ имаат книжено, тоа се извинувам, само се доискажам. 760, а ние имаме една од највисоките инфлации во Македонија, највисок раст на цена на струја за приватен сектор, па и за домакинства. Значи ги имам по табела во Юростат. Значи имавме катастрофално справување со енергетска криза и инфлација и ние кажуваме дека, значи, не требаат екстра 80 милиони евра од профитот на компаниите, кој што е повеќе, дали е финансиски сектори големите, не се СМИС, пошто тие имаат отворени стечајни постапки с големен број оваа година и предходната, блокирани фирми прв пат од 9-та година се јавуваат лани. Така да сакам да кажам нека не се прави розова слика кога не. Но вие споменавте катастрофален менеджмент со енергетска криза, мислам дека денеска или вчера власта прогласи крај на грејната сезона со квалификација дека успешно завршила и навистина ова е повод за една добра дебата зошто катастрофален менеджмент. Велат од владата, ВМРО ДПМН најавуваше рестрикции, најавуваше дека ќе останеме без струја, ќе останеме без парно грење. На крајот сезоната заврши, имавме струја, имавме парно грење, фирмите има електрична енергија, така да ова е друго дискутабилно прашање Кадиевска, чисто како провокација. Како провокација сакам на Кира да оставам простор околу даночната политика. За солидарност, значи ние како комора имавме став да не се донесе таков закон, мислечи дека не е устав. Поради тоа што се враќа ретроактивно 4 години да се зема предвид, па по тој основ да се донесе овој закон кој ќе ги оштети компаниите кои веќе профитирале и планирале што ќе инвестират идната година. Во моментот ако ad-hoc се донесе таков закон, одма целиот план значи паѓа во вода ако во случај тие планирале тие средства да ги вложуваат. И на крајот ние сакавме, ако случајно се донесе, нека се донесе за компании кои веќе профитирале по основ во времето на кризата, значи од кризата на COVID-19 или пак со енергетската криза кои профитирале во тоа време и сега со војната во Украина има такви фирми што се баве со оружје и така натаму. Иначе другите компании, значи сме против затоа да се донесе таков закон, зашто ќе се оштетат. Воопшто за даноците, значи ја ќе се поврзувам за придонесите кои се еден од условите, од елементите што делува кај платите, кои не може да се покачат поради прогресивната стапка, каде што имаме највисоко во регионите и стартуваме со највисок процент во Европа. Во Шведска има 32, ние стартуваме со 46, а замисли сега, тоа е прогресивна, ако, например, ти компаниите дават плата од 1000 евра, треба да платат 520 евра при донеси, што е стварно огромно. И затоа ние бараме, имаме разговаране со надлежните и со владата, со заменик премиерот Бутичи, да се ова стапка да се намали, за да може овие платите да се зголемат, а придонесите да се намалат, за да можеме најголемиот проблем што го имаме сега компаниите, мислам дека е човечките ресурси, односно младите што веќе не си одат од државата, а да најме начин како тие да ги задржиме. Сигурно тоа е еден од факторите, значи ние сме како работодаваци,
па владата, па синдикатите, па медиумите, сите заедно да правиме нешто повеќе за нашите млади да остане тука, мислејќи дека тука има услови за работа. Намалувањето на придонесите воопшто не е наивно прашање, тоа значи нели помали буџетски приходи, тоа веројатно бара некоја поопсежна дебата, анализа, можеби. Деспотовски, еве да ве прашам конкретно, оваа тајванска компанија Јагеа, кој формат на даночни бенефиции ги има? Што најде атрактивно за да кај нас вложи 205 милиони? Нема да има даночни бенефиции. Она што се договоривме со самата компанија заради обемот на инвестицијата е да користат секако државна поддршка, која што нема да намине 25% од вкупната инвестиција. Бидејќи кога се користат даночни ослободувања, само за да се потврдиме дека се разбирам исто, се користат во определен ограничен временски период. Че ние веќе имаме клиенти во зоните кои што си плаќаат данъци. Зборам данок на добивка. Придонесите секако ги плаќаат. Она што е предмет на ослободување, персоналниот данок, кој што повторно важи за ограничен временски период во ограничен обем. И тоа влегува во купчето на поддршка која што државата го дава. Значи вие може да користите парично, значи пари, може да користите ослободување, може да користите комбинација, меѓутоа сето тоа е временски ограничено во определен износ. Добро, за Јагеа. Кај тајванската компанија станува збор за финанска поддршка која што достигнува 25%. Јас само ќе потсетам дека за инвестиции помали, кои што достигнуваат износ не поголем од 50 милиони евра, обврската на државата може да достигне 50%. Она што лично сметам дека успеавме како држава да го издействуваме, да стигнеме до договор кој што фактички ни гарантира на некој начин дека државата нема да мора да плати повеќе од 20, значи разликата помеѓу 25 и 50% на износ од 200 милиони евра е 50 милиони. По-сериозно, овие 50 на милиони колку што гледам, зашто ќе бидат? Кој формат на, еве, велите државна помош? Во помош принцип е финансиска поддршка, тоа значи дека како компанијата финансиска поддршка, како компанијата реализира инвестицијата и во делот на градбата, кој што е незначителен, во 205 милиони евра, зборуваме за не повеќе од 15% што ќе бидат објекти, сето останато е технологија, која што 95% од купчето технологија е нова технологија. Значи, во подобни трошоци се сметаат трошоците за градба и трошоците за набавка на технологија. Толку. Тоа значи дека како компанијата вложува во основни средства, државата следната година обезбедува 15-20% завист. Како се реализира инвестицијата? Компанијата вложува 100, ние даваме 15. 100-15. 100. Не, проектот колку ние дадовме простор првично кога разговаравме. Што е многу битно. 200 милиони можда за 10 години се ништо да вложуваш. Па не е така, меѓутоа добро. Значи првично кога разговаравме, компанијата бидејќи станува збор за глобална компанија која што функционира на повеќе континенти, побара повеќе време бидејќи се неколку брендови кои што треба кои што треба да стартуваат во Македонија, дадовме можност да се реализира период од 10 години, меѓутоа од разговорите кои што ги имавме сега, последниве неколку дена со минатата недела кога бевме таму, значи веројатно нема да помине повеќе од 5 до 6 години за да се реализира целиот циклус. Да, овде мора да направиме. Меѓутоа, кажам, договората на период од 10 години, така што да, околу платите ги начнавме, платите преку нели давачките за плати и придонесите, ќе продискутираме во вториот дел од емисијата, некоја минута реклами и продолжуваме. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Еве ќе почнам со Симов со вас во овој дел, се зголеми минималната плата, ова и за Кира важи, веројатно ги имате првите анализи, како тоа се одрази, се надевам не се голем број на сектори кои доживеа некој стрес поради ова зголемување, бидејќи се вели дека минималецот веќе ретко каде се дава, особено во поразвиените компании. Бизнисот во моментот се наоѓа во една тешка состојба која што е продолжеток на ковид кризата 2020 година, кога економијата и во светот и во економијата се намали. 2021 имаше некакво заздравување на економијата, 2022 влеговме во енергетската криза и компаниите поново беа ставени на невиден стрес тест. Во исто време во Македонија покрај економската криза, нарушен глобален синџир на снабдување, висока инфлација, имаме
значителен одлив на население, значи функционираме во услови кога во недостиг на кадри, кога се иселуваат луѓе, се намалува обемот на бизнисот, а во исто време и платите растат со значителен процент, кој што бизнисот го води во едни немирни води, во нестабилни води. Предвидливо за растот на платите е годишно тие да бидат отприлика колку што расте и бруто домашниот производ во државата. Ние 2020 имавме намалување на бруто домашниот, 21 порасна за околу 4%, 22 мислам дека е 2, нешто проценти растот меѓу помалите е во регионот, а во исто време растот на платите е, да не речеме, 10 пати поголем од растот на бруто домашниот производ. Значи тоа едно со друго не оди и го става. Еве јас лаички да ве прашам. Две работи за мене контрадикторни, еве не можам да ги објаснам економски, да ми ги објасните. Велиме фирмите домашните не можат веќе да најдат стручен, квалификуван, лојален кадар, работници квалитетни, а од друга страна велиме дека ова зголемување сега што се случи е преголемо и фирмите не можат да го издржат. И пак како тогаш ќе ги задржите постоечките вработени, а не па оние што сакаат да заминат од земјава да ги спречите да останат? Треба да се зголемува продуктивноста и бруто домашниот производ. Ако продуктивноста не се зголемува, а тоа се гледа и преку зголемувањето на бруто домашниот производ. Значи, ние ако сме направиле зголемување на бруто домашниот производ од 2%, тогаш платата би требало да порасне и да пораснат платите во таа рамка, не да растат 10 пати повеќе од тоа. Затоа со се друго е економски неиздржано. Добро, Кадиевска, еве вие како поранишен вице-гувернер, сега прочитав, мислам, анкета на Народна банка последна што е направена помеѓу бизнисмените, каде што повторно нотира дека и овој раст на платите има одредено инфлаторно влијание врз стапките на инфлација, но тоа еве друга макроекономска тема. Неизбежност ли беше ова зголемување на минималната плата? Вака, јас уште таму негде декември 21 кога почнав да пишам за инфлацијата дека постои предвојна во Украина, имав и во економија и бизнис да напис продуктивноста, платите, инфлацијата во Република Македонија. Зашто? Единствена економска мерка со која што судираат у гради беше растот на просечната плата и дека е детерминиран од растот на минималецот. Многу фактори се. Но просекот на вистина статистички е зголемен. 30 и еве сум запишала 4000 динари. Супер, ама тоа номинално, а реално? Да не ви ги кажам сега бројките ВМРО влада, СДС, не навлегувам у бројки. Например, дека минимална потрошувачка кошничка во 2012 требало 4 плати, а во 2017 имаме надолен тренд, сега се 2. За реален раст на платата. А е реален потрошувачка кошничка, не е реален. Без инфлација. Значи во 2012 година требале 4 просечни плати, во 2022 требале 2. Од 11 дејности сега што се под просек, значи во време кога сме оставиле власта биле 9. Од 45% сега од вработените, па друга статистика се ти кажам, што се под просек, 72, па нормално. Само околу продуктивноста да се надоврзам со бројки, токму тоа што го кажува господинот, од 16 година 5 години поред имаме намалување на продуктивноста во економијата. Што значи тоа за јавноста, пошто што е продуктивност? Тоа значи БДП по вработен, колку еден вработен создава бруто домашен производ. И сега што значи тоа за компанијата? Ако компанијата, значи, го плаќа истиот вработен повеќе, а тој не создава повеќе во производство, значи компанијата де факто си јаде од својот профит, така? И тоа значи дека нема продуктивност на тој вработен што го плаќа повеќе. Тој треба да придонесе повеќе. Последни податоци за трошоци и за труд по единица производ, Народна банка ги пресметува овие индикатори, се со квартал 3 22 10% годишен раст на трошоци за труд по единица производ пред последниот минималец. Значи, што би значило у превод? Ова значи дека растат трошоците на фирмите. Расте минималецот, расте енергетската, енергетскиот шок, апропо тоа што ме прашавте, многу го се справивме со 230 минус од буџет што ЕСМ не ни даде отчет кај се, и со 1065 гигавати намалена потреба за електрична енергија, пошто приватен сектор, знаете колку заштеди? 16% на годишно ниво, а домаќинства заштедија 8%. Така се справи владава. Добро. Значи, поентата ми е следна. Сосема се согласувам, пошто моментално минималецот достигна 60% од просечната плата. И јас се слагам, значи, да, ние, ако водиме, треба да гледаме што водиме, социјална компонента, бизнис компонента или све наеднаш.
Ако ја водиме социјалната компонента, последните мирења на невладени, Finance Think и други, не може да покажа дека нас секое трето дете ние е во сиромаштија. Сиромаштија од храна, значи околу 10.000 е зголемен број. Да, не, ама покажувате параметри веројатно за да доловите сликата, но јас сакав малку околу платите да се задржиме и политиката на плати. Може Кира, па Деспотовски со вас, мислам, еве како... Значи, Да, повелете. По основ на минималната плата, ние како комора, значи имаме став да е нормално да се покачи минималната и бараме уште повеќе да се покачи под услов да придонесете да се намалат. Затоа реков преска, треба сите елементи, треба и владата и ние како работодавачи и работопримачите, значи работниците да се поефикасни и образованието да е по-висок ниво за да имаме по-продуктивност поголема, значи сите овие заедно да може да минималната плата да се покачи, знаејќи дека имавме инфлација и таа инфлација, значи тие средства што беа пред инфлацијата скоро се исти сега од 18.000 што беше тогаш минималната, сега 20.000 и колку е. Значи вредноста на парите се исти, зато бараме значи помош од сите фактори во државата да дојме до заеднички став, да помагаме да се покачи уште минималната, но нормално бараме помош од владата кои тие се главните елементи, главните фактори што може да помагат. Да, ги креираат политиките практично. Да, Деспотовски. Мислам дека креираме неприродна дискусија и конфронтација помеѓу бизнеси и вработени, односно собственици и вработени, иако постои и во теорија и во пракса во светот. Маја не може да биде дискусијата ако растат платите дека е социјално, а бизнисот го занемаруваме, напротив. Значи, фокусот се луѓето. Треба да им се излезе апсолутно од пресрети. Немам дилема дека платите треба да растат. А како имаме сиромаштија 17.000 плюс? Дозволи. Ако сме ги таргетирале сиромаштијата? Ако немало раст на таа платата, сиромаштијата веројатно ќе било уште поголема. Така ќе одговорам практично. Добро, зашто е заради тоа што не се справивте добро со инфлација и енергетска криза? Значи тоа може да дискутираме, пошто сме дискутирали на други емисии, за тоа потеклото на инфлацијата. Колеги сме, те почитувам многу бидејќи се отишла многу далеку во професионалниот сегмент во делот на науката, окей, апсолутно е така, меѓутоа ајде да не оптоваруваме дискусијата сега за да не зборуваме за корените на инфлацијата во држава. Како и да е. Грижата за луѓето е приоритет. Не викам при тоа дека треба да ги изгориме компаниите, ама ако на две прашања претходно дискутиравме и на Симов го посочи тоа како проблем зашто сите се слагаме дека ресурсите човечки во државата стануваат се поограничени, меѓу другото затоа што луѓето бегаат во борба, во барање за подобар живот, веројатно растот на животниот стандард преку растот на платата треба да го гледаме како економска категорија. Затоа што така обезбедуваме на некој начин задржување на работната сила, расположлива во држава, која што секако е бенефит на приватниот сектор. И затоа велам, наметнуваме вештачки, застапувам интерес на компаниите да било преголем товар на нив, така и заради тоа требало платите да растат, не. Не се согласувам. Значи во даден момент кога има криза, платите треба да растат и побрзо. А може да зборуваме, извини, може да зборуваме како што предложи господинот Кира за мерки и јас се согласувам. Дури мислам дека е корисно не да се намалуваат придонесите. Али ако се фиксираат на одредено ниво, над кое што може платата слободно да расте нагоре, тоа е мерка за сузбивање на сива економија, патем речено колку што сум ја упатен во праксата економска на други држави. За тоа може да дискутираме. Али дискутираме на тема дека растот на платата бил преголем, а при тоа збориме дека сиромаштијата е проблем, извинувам, мислам дека е нереална политика. Може само нешто. Сиромаштијата се извинувам. Сиромаштијата се намалуваше и без ваков Джини коефициент од дистрибуцијата на доходот. И сиромаштијата се намалуваше и во претходниот период без удирање во гради, извинувам, ќе ги знам на памет бројките. Значи без удирање во гради со збориме економска политика. Збориме економска политика. Не викам во да немаме луѓе што нема да јадат, а нема заради тоа што цените за храна дојдоа до
до 25%. Ама Маја, како се бориш со тоа? Дојдо, А како се бориш со тоа, те прашувам? Како, кажи ми? Како се справивме Ќе со стагнираме со енергетската платите? криза? 72.000 компании уште плаќаат регулиран пазар За 250 енергетската евра криза, пошто по мега. зборуваме Да не долго. оставаме сега поколу платите да се задржиме, Да. зима во овој дел, бидејќи Ајде, мора да добро. привршуваме, да. Јас сакам да се надоврзам на Јован. Ние годишно во Македонија во последните 20 години според некои статистики се иселуваат по 20.000 луѓе. Според некои анализи, еден човек на нашите простори што живее во оваа економска средина, во текот на неговиот животен век создава околу 1 милион евра. Значи, ние годишно сме во загуба 20 милиарди евра по однос на одлив на луѓе. Имаме странски инвестиции што се движат 3 до 4% од бруто домашниот производ, тоа е 400-500 милиони евра годишно, а имаме одлив во однос на луѓе 20 милиарди евра годишно. Еве, тоа е нешто за размислување. Така е, 50 така пати е, разлика. така е. Ние Ние инвестираме како во држава Европа. треба да размислиме што да направиме. Ајде да направиме нешто луѓето да не се иселуваат. Ќе биде многу поголема ефектот и добивката од странските инвестиции, да не се свати погрешно дека сум против нив за тоа што 20 милиарди губиме во човечки капитал. Ние инвестираме. Да олесниме законски процедури, да направиме македонските компании, луѓето што живеат тука, да можат лесно да работат, да не се обременети, да ги оптимизираме и траекториите на процедурите, да ги оптимизираме потребните документи, да не преоптоваруваме со тоа што не е потребно и да овозможиме на секоја единка тука што функционира успешно да живее, да работи во овие оптимални климатско-географски услови во кои што живееме, наместо да се оцелуваме на север, кај што владаат многу тука полоши. и нели правната сигурност, Тоа е присуство, значи многу луѓе сега веќе не се иселуваат поради плати. плати. Многу луѓе се Да. иселуваат затоа што не функционира здравство, не функционира образование, Да. нема правосудие, Веќе едноставно не платите, функционира висината на платите не се системот. мотив, Едноставно да бидејќи се има заминуваат предвид и дека има по однос конституирани луѓе. да имаме во предвид дека по однос на човечки потенцијал губиме 20 милиарди, а по однос на инвестиции добиваме 50 пати помалку од тоа година. Да, ова е математички човечкиот потенцијал, а друго е како зборуваме за високо наталитетно население што заминува каде што иднината на Полисимекерите, владата кажуваше попис не треба, го направивме 2021 се извинувам пописот. Дали вие како бизнисмени видовте анализа од владата зашто не беа бројките за пописот? Имавме дебата пред една недела овде Имавте? Кадиевска, Да. да, Значи, во кој текст има- информациите говорат дека се прават стратегии, односно супер. анализи врз основа на добиените бројки по сектори, земјоделство, Добро, зашто јас веќе направив анализа, апропо нашава дискусија, Го имав ова прашање поставено, се да. извинувам, демографија, плати, иселување, пензиски систем, фискална неодржливост. Значи не ми требаше, не знам, 2 години за анализа, ги искористив бројките и токму тоа го направивме. У наредна програма ќе имаме стратегија, ова вие што кажуват. Меѓутоа, главно, јас предавав, значи на American College, главно кога ги прашував студентите, зашто се иселувате, нестабилност на систем, корупција, несигурно вработување, јавен сектор, значи загадена животна околина, тоа се оние немерливи економски параметри Да, но кои што статистиката официјална вели дека други се причините, го забележав директорот на Завод за статистика, токму ова го рече дека корупцијата котира негде 4-5 место како фактор. Дека меѓу генерално. првите фактори се дури и образованието, мислам пред корупцијата, квалитетот на образование. Квалитетот на Да. нашето образование е меѓу послабите, само тоа на нагласам. Индексот на Human Capital Report што го прави Светска банка за децата сега што се родени, каков потенцијал ќе имаат после 18 години, Македонија е последна во Европа, позади Косово, позади Молдавија. Значи за 18 години ќе имаме најслаба работна сила што најмал придонес ќе дава во економијата, доколку уште сега не преземеме нешто. А имаме време да го смениме тоа. Деспотовски, само кратко некоја секунда околу македонската инвестиција. Што може да се открие дополнително од она што веќе Мислам го дека доволно слушнавме? откривме само трпение до крајот на мај рековме ќе објавиме Сумата. секако така што повеќе десетици милиони евра. Број на вработени, во која од зоните ќе Висока влезе? технолошка во Скопската зона. Број на вработени? Бидејќи висока технологија нема да биде повеќе од 100. Ќе има рамноправен третман со странските инвестиции или со домашните инвеститори? Исти си домашна компанија, домашни вработени. Домашни вработени. Да. Во ред, тука морам да одјавам емисијата, навистина ви благодарам на сите четворица. Колку да се обидуваме да локализираме некоја тема, спорадично се наметнуваат голем број на прашања, што ете, барем ќе се обидеме да дадеме некој одговор, да го слушнеме пулсот пред се на бизнисот и плановите нели на власта. Ви благодарам. Почитувани, тука е крајот на вечерашната 24 анализа. Од мене пријатно.